Во пресред на најавените обиди да се обезбеди двотретинска поддршка во парламентот за уставните измени со кои треба да се финализира ратификацијата на договорот од Преспа, распоредот на силите во собранието е во сооднос 72 пратеници на страната на владината коалиција и албанската опозиција што го поддржува договорот, со 48 мина на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Од 72-та на едната страна треба да се изземе Ферид Мухич, кој со оглед на тоа што не гласаше за ратификацијата на договорот, можно е да не гласа и за уставните измени, што го сведува кампот за на 71 глас. Тоа значи дека за да се стигне до неопходните 80 пратеници што би поддржале уставни измени, потребни се уште најмалку 9 гласа за, кои треба да се бараат меѓу пратениците на ВМРО, ДПМН и нивните коалициски партнери. Во оваа бројка од 48 пратеници се бошњакот Зечир Рамчиловиќ од АВАС, Панчо Минов од ГРОМ, тројца пратеници на Социјалистичката партија на Дзинго, Владанка Авировиќ, Љупчо Димовски и Стојан Миланов. Од пратениците на ВМРО ДПМН вчера на гласање излегоа координаторот Драган Данев и пратениците Даниела Рангелова и Крсто Јовановски, но тие подоцна изјавија дека нема да ги поддржат уставните измени. Во вакви околности, во кои двотретинското мнозинство се чини тешко достижно, другата опција се нови предвремени парламентарни избори, и тоа кон крајот на ноември. Идејата на власта е целиот камп за да настапи со заеднички листи за пратеници и така да се обиде да стигне до двотретинско мнозинство во новиот парламент. Оваа опција, според синокешните одговори на Христијан Мицкоски, се чини дека не е добре дојдена за ВМРО ДПМН.